Добар криптоентузијасти, ова е вториот дел од ферската со Benjamin Coin. Значи моравме да го поделиме на два дела со цел да самата техника биде малку подобра. Јас се извинувам уште еднаш, но едноставно кога морам ова да го направам на работа, квалитетот е малку помал. Фокусирајте се на информациите, не се фокусирајте толку многу на квалитетот. На крајот од денот поентата е да ги извадите оние едукативни моменти. Као што кажав, наскоро кога ќе почнеме да работиме само на каналот, нормално се тоа ќе биде минато и квалитетот на сите овие видеа ќе биде многу подобар. Но за сега, за жал, сум ограничен со самиот квалитет, така да мало разбирање, верувам дека на крајот од денот битна е едукацијата, не е толку битно нели дали малку касни звукот, значи едноставно тоа е реалноста, се што можев да направив, техниката ми дозволува толку моментално. Ева ка сега. Следната битна работа која што треба да разговараме е монетарната политика и обсесијата на Benjamin Coin дека мора да има quantitative easing за да добиеме altcoin сезона. Да, тоа е еден битен фактор, уште еднаш ќе напоменам и ние постојано го спомнуваме, затоа што многу ќе ја забрза altcoin сезоната која што ја очекуваме, но тоа не е уникатен и единствен фактор и тоа сакаме моментално да го покажеме. Да видиме што ќе каже прво Benjamin Coin на оваа тема, а потоа ќе почнеме ние да објаснуваме што ние гледаме. To understand that this was the most likely scenario. Well, as I've mentioned a few times, what allowed for it was just the understanding of tighter monetary policy. Сега, пред да продолжи, само сакам да го објаснам ова. Значи, моментално на овој чарт ние гледаме што? Гледаме Ethereum наспроти Bitcoin во, така речено, обратна поставеност, Ethereum проти Bitcoin чартот и овдека гледаме, значи, ова е чартот на баланс шитот на Федералната резерва, односно quantitative easing. Ова што гледате овдека, овој скок на купување на долг на Мурика од страна на Федералната резерва представува quantitative easing. Нешто што се уште не сме го имале во овој циклус и тоа е една од клучните работи кои што постојано Benjamin Coin зборува дека без quantitative easing, као наводно дечки, не чекајте altcoin сезона. Да видиме што ќе каже. And knowing that last cycle we did not see ETH Bitcoin bottom or the inverse of that top, right? We didn't see the Bitcoin ETH valuation top until the Fed ended quantitative tightening, right? And so you can see that the Fed's been doing the same exact thing this cycle, and throughout this process, just like last cycle, ETH has lost value to Bitcoin. Now the same could be said about a lot of altcoins, right? You could say the same thing about a lot of the altcoins. And in fact, if you look at a basket of alts, right, total 3 minus USDT divided by Bitcoin, you can see that in fact they have put in new lows this week. And my argument has always been that they will likely eventually go to the range low before there's really a great hope of any alt season being able to occur. You can also look at others Bitcoin and see that it has just dropped since 2022 began. And so there's a lot of people that sort of call this the meme coin super cycle, and they try to get you pumped up for alt season by saying these meme coins are going to outperform. But at the end of the day, they just keep on bleeding to Bitcoin. And now, we're 3 years after this top over here, and others Bitcoin has put in a new low. Once again, others is everything outside of the top 10, at least what TradingView tracks, divided by the Bitcoin market cap, and it just continues to go lower. Ева га се. Значи, оно дека постојано тврди дека очигледно алткоиниве, не знам што очекувате, као алткоин сезона очигледно нема да дојде ако нема quantitative easing и нормално овдека го користи тој фактор, каде што гледаме дека самото тоа што сме имале quantitative easing, односно принтање пари, купување американски долг, предизвикало сите овие алткоини на најразлични индикатори. Значи сега овде користи неколку различни индикатори кои што се практично оприлика истата ситуација, вкупниот капитал на инвестиран во алткоини. Така, тоа што вели дека моментално и понатаму продолжуваме да губиме практично капитал, дури на некој начин очекува следна капитулација, која што според еден од чартовите кои што го покажа, вели потребно е уште еден пад од околу 20% пред конечно да направиме целосна капитулација и потенцијално да имаме нов bull market. Значи, вака сега. Прва работа која што он постојано зборува е нели дека мораме да имаме quantitative easing. Во ред. Ајде да погледнеме дали е тоа така. Значи, како што веќе многу пати сме зборувале до сега, да, значи доколку имаме quantitative easing, значи овдека тоа го имаме представено на овој чарт, значи сега овдека не ми е balance sheet, туку овдека ми е
каматната стапка, но е истата ситуација. Во моментот кога ние сме имали намалување на каматните стапки, ова е практично quantitative easing, значи тоа што го има во баланс шит или ние го имаме овдека представено, значи овдека е со Ethereum доминацијата, значи јас Ethereum доминацијата ја користам, каде што гледаме дека дното било направено токму, каде што сме имале практично зголемување, само секунда, еве ќе го додадеме наместо да биде каматната стапка, ќе додадеме тоа што треба, за да биде самиот, да биде баш тој индикатор кој што го гледаме. Well, see it. Еве моментално, еве како изгледа. Значи сега нема ќе ставиме црвена да биде, за чисто да можеме да ги разликуваме. Со тоа што не е потребно ќе ги извадиме, значи не е потребна вработеноста моментално, не е потребна каматната инфлацијата, еве ќе заборавиме инфлацијата, се што гледаме моментално на чартот на месечно ниво или неделно ниво е што, еве ќе ставиме на месечно за уште појасно да биде. Значи гледаме што? Гледаме ќе го избришеме и ова моментално. Значи погледнете, ги гледаме долар, баланс шит на самиот Федерална резерва и биткоин чартот. Со тоа што гледаме, јасно можеме да видиме тоа што го зборува дека во моментот кога сме имале зголемување на баланс шит, односно ова е портфолиото на Федералната резерва, сме имале што? Пад на вредноста на доларот и раст на биткоин. Тоа е ова портокалова линија, така. Каде е сега одека проблемот што постојано го забораваа? Тоа што јас го зборувам. Значи многу од овие луѓе забораваат да спомнат дека не е само еден циклус, а што правиме со вториот циклус, тоа е во 2017-2018 година, каде што не сме имале quantitative easing, напротив, ние сме имале quantitative tightening, а сепак сме имале еден од најуспешните bull маркети, и тоа посебно за алткоините, така? Значи ние сме имале пад на вредноста на доларот, но сме имале quantitative tightening наспроти quantitative easing и сме имале bull маркет. И споредбено гледаме дека овој bull маркет бил многу подобар за алткоините за разлика од претходниот, поради Black Swan настава. Но тоа не го менува фактот дека не е се така црно-бело како што некој го кажува ова, така? Односно, да, quantitative easing е многу добар критериум и многу добар двигател на алткоините и на биткоин циклусот, но очигледно може и без него. Значи во 2017-2018 година ние сме имале напротив намалување на баланс шитот на Федералната резерва, а повторно сме добиле bull маркет. Што значи дека не е пресуден, е добар, позитивен, но не и пресуден фактор кога станува збор за во оваа ситуација нормално добивање на алткоин сезон. Сега ние овде ќе го вратиме ова, само да не го изгубам плавиот канал кој што ми е направено дамна, и нормално сега ќе поминеме понатаму, каде што сега ова ќе го споредиме исто така и наспроти Ethereum, наспроти биткоин. Каде што истата ситуација. Во моментот тоа што он постојано го зборува, така. Во моментот кога сме почнали со quantitative easing, практично гледаме дека сме направиле дно на чартот Ethereum наспроти биткоин, и од тој момент Ethereum почнал да прави outperformance на биткоин, односно му почнал следниот bull маркет. А што правиме со 2017-2018 година? Каде што дното било направено на почетокот на quantitative tightening циклус, каде што наспроти оваа ситуација, каде што сме имале многу олеснителни околности на пазарот, овдека ние сме имале отежителни околности на пазарот, каде што наместо да принта и пушта во оптек пари, Федералната резерва правила обратно. Она го стегала обрачот, односно вшмукувала пари од економијата назад. А повторно сме направиле дно на Ethereum биткоин чартот и Ethereum имал одличен bull маркет во текот на 2017-2018 година. Што значи, уште еднаш, тоа што он постојано го зборува, quantitative easing е битен и пожелен фактор, но не исклучително као без него нема шанси да имаме алткоин сезона. Така да, оваа ситуација која што он постојано форсира, ако немаме quantitative easing нема да има алткоин сезона, нема никаква врска. Затоа што не се во количината на пари на пазарот. Гледаме обратна ситуација, каде што очигледно се намалувала количината на пари на пазарот, но поради други причини вредноста на доларот продолжила да паѓа, а сме имале алткоин сезона. Како за Ethereum, така и за сите алткоини во 2017-2018 година. Сега, пак ќе кажам, да, очигледно има голема шанса да добиеме quantitative easing во текот на оваа година, посебно со оглед на фактот дека, пак ќе напоменам, Трамп е исклучиво насочен кон тоа да ја натера Федералната резерва да направи quantitative easing, да направи практично намалување на каматните стапки, но не е така речено изрична. И без да можеме да добиеме алткоин сезона.
Посебно кога имаме толку многу катализатори како позитивната криптосфера во Америка, како законите кои што ги носат, како ETF-ите кои што потенцијално ќе ги добиеме на алткоините, значи имаме повеќе критериуми кои што потенцијално доаѓаат пред нас. Сега, овдека би сакал да се пренесам на следната тема, а тоа е ритейл секторот и што моментално, само да видам дали нешто сме пропуштиле. Да, значи ова е моментално делот кај што ќе разговараме за ритейл секторот. Само да видиме кога е тоа на 11 минути. И, значи се обидов да ги најдам најбитните ствари, нема поента да го гледаме целото видео, премногу е долго. Од друга страна технички нема да ни биде дозволиво во секој случај. Значи да видиме сега следната тема е ритейл секторот. Во ова се слагаме јас и он. Значи јас исто како он се слагаме дека ритейл секторот моментално се уште не е дојде на пазарот и тоа е уште една битна причина која што ни покажува дека допрва има огромна шанса да добиеме алткоин сезона. Have continued to go lower. Now, one of the things you can look at is something that we call the social risk. The social risk is made up of 5 different risk metrics. One on YouTube subscribers to crypto YouTube channels, YouTube views to crypto YouTube channels, the same ones, and then followers to various analysts, exchanges, and layer ones on Twitter or X. And you can look at all of them and kind of just see where they are right now. That's what they look like individually. You can show all of them as well. They more or less ebb and flow and together. see that they more or less ebb and flow together. You can also average them out to get a but you single can risk also metric. average them out to get a single risk metric. And it looks like that. Сега да објаснам што кажав до сега, значи да ви биде јасно. Значи идејата му е дека од неговите тоа што он има негови лични индикатори, секоја чест браво за тоа што го креирал. Значи моментално овој практично индикатор е вкупна бројка на креатори или пак следаши на креатори или гледаши на канали на креатори кои што се занимаваат со инвестирање или со криптоедукација. Со тоа што нема да разговараме премногу кои се категориите, не се битни, значи ова е буквално мерка за тоа колку ритейл секторот или секојдневните луѓе се заинтересирани за следење на социјални мрежи кои што работат на блокчейн технологија, од било каков тип. Со тоа што ова е метрицата каде што гледаме дека јасно во времето на bull market, односно на апсолутни врвови, имаме огромна посетеност, погледнете, ова се илјадни, се милиони практично, за ќе каже и самиот он, за разлика од тоа, погледнете каде се ногаме овде. In order to get alt season, you need retail to durably come back. And not just where we sit here and we say, oh, they're back, but really it's just the same old people pretending like someone's back. One of the things you'll notice is that in the 2017 alt season and the 2021 alt season, social risk was durably going up. You see that? It was durably going up. It was putting in higher lows and it was going higher. But so far this cycle, we haven't really seen that, right? Every time. Оно што го објаснува крајно јасно, гледаме дека буквално овие категории кои што он ги истражува, што сам наистина се на место и тоа ние го гледаме на нашиот канал, значи engagement, односно публиката или да речем враќањето на или појавувањето на нови гледачи е многу мала, се разбираме. Значи на некој начин се тие стандардни, гледајте по самите лайв стримови, така. Значи имаме ситуација во која што дојдовме до 300, тоа беше моментот кога пазарот растеше, сега пак се враќаме на некои 200 кои што за нас е сосема реална и очекувана бројка, значи тоа се оние стандардни 200 луѓе кои што нас те следат, така. И моментално тоа јасно го гледаме овдека, дека се уште имаме крајно мала заинтересираност за од ритейл секторот за крипто. И тоа ние сме го покажале многу пати до сега, така, односно. Овдека, значи една од најбитните ние што ги следиме, за разлика од него, за жал јас немам handmade, тоа можеби понатаму ќе успееме да го направиме, сега го немаме. Значи, една од главните работи кои што моментално ги следиме е што активни адреси на биткоин, кои што гледаме дека биле огромно високи, значи бројки, зборуваме над милион активни адреси, милиони како беше 100, милиони 300, тоа вчера го анализиравме, за разлика од тоа ние имаме екстремно ниска вредност од половина од овие адреси, кога станува збор за моменталниот циклус. Значи дека моментално ритейл секторот се уште не е заинтересиран за крипто. Проблемот истиме е биткоин сентимент, кој што во последниот период очигледно, нели, како што објасниме и во вчерашниот лайвстрим, значи со овие три категории за тоа колку луѓето се заинтересирани за биткоин на Reddit, Twitter и генерално биткоин ток, тоа е на сите пребарувачи, можеме да видиме дека имаме крајно ниска вредност од 0,3 од апсолутни 1.
што ќе имаме крајно ниска заинтересираност за оваа тематика. Истото можеме да го видиме и на Google Trends, каде што гледаме дека кога ќе запишеме биткоин, од претходните врвови, каде што сме гледале огромен engagement, ние моментално се наоѓаме на така речено од 100 поени на 24. Значи ние сме така речено во првата четвртина од апсолутни 100 поени. Односно, ова е така речено исто како во погледнете. Тука сме биле на негде околу 20, сега се наоѓаме на 24, а ова е апсолутното дно и FTX колапсот. Што значи дека и за ова се слагаме со Benjamin Coin на место, значи моменталната ситуација ни покажува дека се уште е рано, заради тоа што ритейл секторот воопште не е заинтересиран кога станува збор за крипто генерално, кога ќе успоредиме ова со претходната ситуација, односно со претходните резултати од 2017 и 2021. Следно ќе видиме на оваа тема што сака да каже, моменталниот циклус многу сличен на 2017-2018 година. Ова е уште една работа во која што се слушуваме, значи тоа е овде некаде. At a cycle ROI of Bitcoin from say the market cycle bottom back in late 2022. You could argue if you look at it, you could argue that Bitcoin's kind of doing what it always does. Right? I mean, it's tracking the 2016, 2017 cycle pretty closely so far. And it's been generally going up like the 2019 cycle as well. And even had some similarities with the 2019 cycle, as at one point the 2020 cycle got ahead of schedule and then it faded into the prior cycle ROI, just like this cycle kind of got ahead of the 2019 cycle and then faded until it got back in line. So, if Bitcoin is doing the same thing that it always does, why does the cycle feel so different to everyone? Well, the answer, again, is due to the continuation of quantitative tightening Повторно, се by the враќаме Federal на Reserve. ситуација. Не е така. Значи, зошто? Еве го, истиот момент. Значи, се слагаме за тоа дека се исти, дека се многу слични, но уште еднаш. Зошто сме имале бул циклус во 2020 година, кога сме имале quantitative easing, а сме имале бул циклус во 2017-2018 година, кога сме имале quantitative tightening. Што значи дека за тоа воопште не е во право. Ја не можам да разберам зошто толку го игнорира претходниот циклус, каде што имаме сосем обратна ситуација, а повторно сме имале ист ефект на пазарот. Значи, сме имале bull market во 2017 во quantitative tightening, а сме имале bull market во 2021 во quantitative easing. Што значи дека за тоа воопште не е во право и нема што да разговараме, значи фактите се повеќе од јасни. За разлика од тоа, значи се сложуваме целосно кога станува збор за тоа како изгледаат циклусите во овој момент, што мислам дека е доста битно, односно, значи вака сега. Ако ги споредиме во однос на компарација каде се наоѓа моменталниот циклус наспроти 2017 и 2021 кој што беше многу порано, па потоа направи корекција, 2013 нормално тоа е првиот циклус, не го ли земаме во прв вид, не е ни целосен, но како и да е во оваа ситуација погледнете. Значи многу сличен и да некој начин го имитира движењето на 2017 година. Што за нас е крајно позитивно. Зошто? Затоа што ако се сеќавате, ние тоа го објаснивме и затоа го имам овдека уште една шова, само имам каде отиде. Еве ни овде. Значи ќе оставиме овде за да може да го споредиме. Прво можеме да видиме дека генерално самиот циклус доколку го копираме, многу јасно можеме да видиме дека е, тоест не ова ни треба ова. Значи ако го скопираме движењето на овој циклус и го поставиме каде што почна новиот циклус од 2020-2023 година, можеме да видиме многу слично движење по долната граница на овој канал кон така речено следниот крај на овој циклус. Значи гледаме дека на вистина од овој аспект се доста слични. Втората работа, која што исто така ја гледаме, е што стагнирањето на алткоин, да речам, сезоната на почетокот на втората фаза, она што го разговаравме во првото видео, каде што гледаме дека првите 3 месеци од 2017 година, каде што сме имале екстремно добра алткоин сезона, биле стагнантни и потоа се тоа експлодирало. Така, за разлика од тоа во 2021 година сме имале обратна ситуација, каде што сме имале уште на самиот почеток на оваа алткоин година, така речено, многу добар напредок за истите потоа да стагнира. Така, што значи и во оваа ситуација ако мене ме прашувате, тоа е крајно позитивно за нас. И повторно, не заборавајте, значи во оваа ситуација бројката јас не мислам дека има некаков момент, не верувам дека ќе биде некаква промена. Значи верувам дека на крајот од денот повторно оние најдобри проекти кои што на вистина имаат, посебно кога потенцијално некој од нив ќе добијат и своји спот ETFs, ќе си добијат на некој начин портал
низ кој што институциите ќе може да инвестираат во нив, така да ова ни по точка разно не верувам дека е проблем и не верувам дека овие pump and dump шеми кои што денеска ги има, утре ги нема, ќе имаат било каков ефект. Значи тоа е било и ќе остане како што тоа се случува и во компаниите, постојат ваков тип на ефективни компании во кои што луѓето инвестираат и добиваат брзи профити, нема нека огромна разлика. Значи секогаш имало вакво нешто во било која категорија, го има и овде, така да ова не верувам дека ќе биде проблем на долг рок. И уште една интересна работа имаме која што би сакал да споделам со вас, а тоа е од 15, само да видиме, значи ево тоа, дали ќе има уште една капитулација, само да видам каде беше тоа. Значи од 24, значи јас пак ќе кажам, јас не се сложувам со него, мислам дека моментално се наоѓаме на последниот дел од оваа капитулација и само да видиме што ќе каже он, па потоа нели ќе анализираме во однос на кажаното. Going back to this idea about all Bitcoin pairs, and it's one of these things that I've talked about a lot, and I've sort of second-guessed myself. I've talked about a lot internally at times, but I mean, I've always said that all Bitcoin pairs, most likely outcome but I mean, I've always come out and said that all Bitcoin pairs, the outcome is for them to go to the range low, especially quantitative tightening ends. It's easy to sort of make It's one of those things where all Bitcoin it's pairs easy going to sort of the make range fun of the lows, view especially of all considering it hasn't Bitcoin pairs happened going yet. to the range lows, But also, this especially view considering has it been hasn't directionally happened correct, yet. especially since all But also Bitcoin the pairs view has have been put in new directionally lows correct, this week. especially since all Bitcoin pairs put in new lows this week. It's one of those things where, like, and I've talked about this a lot. It's one of those especially things where, as it relates like, to ETH Bitcoin. I talked about this a In lot, order especially as it relates to really ETH Bitcoin. get the alt In season order that people to really want, get the alt season they that have, the people altcoin want, market has to go they have where the those altcoin people don't market want it has to go. And that's kind of like the where dilemma. those people don't you want know? it to go. That's kind of like As the long dilemma. as alt Bitcoin you know? pairs just kind As of long keep as holding all this trend Bitcoin line, pairs and they don't kind of keep holding this go trend down line, here, and they don't then what go reason is down there here, to go back up here? then what reason is there to go I back up think here? that Сега нема да разговараме премногу, значи тука сега го think дудла I- 5 минути како требало уште 20% корекција, па после тоа ќе сме почнали да се движиме нагоре. Добро, да видиме што ние моментално имаме на нашите чартови. Ethereum чартот. Најосновниот Ethereum наспроти долар чарт, каде што знаете и сами ова мислам го објаснуваме вчера, ќе го објасниме и сега. Јас верувам дека моментално сме на дното на оваа тренд линија која што досега е поддршка на Ethereum чартот во практично овој bull market. Знаете и сами дека секој bull market досега, тоест секоја altcoin сезона од овие две претходни почнувала со Ethereum и неговото движење на цената нагоре, а потоа тоа се префрлило во другите алткоини. Можеме да видиме дека во овој bull market од неговата конечна капитулација во јуни 2022 година, гледаме дека буквално секогаш кога истиот се враќал до оваа тренд линија, почнувал bull движење. Така, значи првото било интересни 100%, второто било многу помасивно, а тоа е нормално кога стигна до некои 4000, тоа е 170%, третото ние, како што можеме да видиме овдека, повторно околу 100% и сега конечно повторно направи корекција до оваа тренд линија која што очигледно верувам дека кога завршува ова триаголно движење и крајот на оваа формација очекувам дека ќе биде почетокот на така речено ефективниот bull market за Ethereum. Зборуваме моментот кога конечно ќе успее да надмине предходен all time high, што за нас представува позиција 3, знаете она што го анализиравме на пример на последниот 8 часовен лайвстрим, што значи дека ова е така речено моментот каде што очекуваме прво Ethereum да трене нагоре, а потоа и сите алткоини. Втора работа. Иако во досегашните два bull маркети, биткоин доминацијата почнувала да на некој начин губи наспроти алткоините на 8-миот месец од халвингот, што во два наврати се случило. Сега за жал гледаме дека веќе е 10-тиот месец, а се уште не се случило. Тоа не значи дека нема да се случи. Иако можеби во оваа ситуација нема да добиеме толку значителен пат како во претходните циклуси, затоа што и понатаму имаме огромна количина на институционални инвеститори кои што инвестираат во биткоин, тоа не значи дека ако не добиеме целосно паѓање на биткоин доминацијата, нема да добиеме алткоин сезона. Дури и доминацијата да се задржи во некоја зигзаг форма околу овие 50-60%, а алткоините да добијат капитал, односно ова Total 3 да почне да расте и понатаму, ние ќе добиеме повторна алткоин сезона.
Значи, биткоин доминацијата, иако можеби нема да падне потенцијално и под 50, затоа што многу повеќе капитал влегува во биткоин, тоа не го менува фактот дека ако почне да расте маркет капот на Total 3 во оваа ситуација алткоините, нема ќе добиеме алткоин сезона, се разбираме. Само што биткоин и понатаму ќе има многу голем маркет кап наспроти алткоините. Нас не ни менува ништо, се разбираме. Нас ни е битно овие китови кои што моментално се ногеат во биткоин да влезат во етериум, а потоа нели овој капитал да се прелее во алткоините, што знаеме дека досега е обичај во последните два бул маркети, така. И уште еден интересен момент е Others доминацијата, каде што како што каже и самиот Бенџамин Коен, буквално се иземени топ 10, значи ова е буквално алткоините. Значи ако ги земеме топ 10, практично иземаме како 85% од капиталот кој што е моментално внесен во алткоините. Така, што моментално можеме да видиме дека иако претходно дното го правил на 7-миот месец од халвингот, значи гледаме дека моментално се наоѓа практично на самото дно. Да, потенцијално ова очигледно ја промашивме оваа тренд линија, но тоа не го менува фактот дека дури да сме го промашиле и линијата и временскиот интервал, на крајот од денот ние повторно се наоѓаме каде? Се наоѓаме на овој дел. Се наоѓаме на последната година од бул маркетот. И допрва ќе видиме како се тоа потенцијално ќе се сврти во обратна насока, затоа што ние повеќе од време е да добиеме алткоин сезона. Да, секогаш постои потенцијал алткоин сезона да нема или да биде со многу помал интензитет, но повторно не гледам причина зашто не би ја добиле. Така, и уште еднаш, она што го обработувавме вчера. Значи, ако ги погледнеме претходните циклуси, и тоа зборуваме двата цели циклуси, она што го работиме на вчерашниот лайвстрим, кога би ги поставиле Elliott Wave и парабола теориите, можеме да видиме дека последната година секогаш била најпрофитабилна за биткоин и истата како што можеме да видиме секогаш завршувала на една година тоест третата година, цела година, 12 месеци, како што е тоа во 2017 година, на самиот почеток од 2018 година, кога сме добиле на самиот крај на годината врв, и нормално овој дел бил така речено и најпозитивниот за алткоините. Истото сме го добиле во 2020 до 2021 до 2022 година, 12 месеци, каде што завршило се тоа нормално со излегување надвор од параболата и завршување на Elliott Wave. И последниот, каде што се уште не сме го завршиле, односно се наоѓаме на третиот месец, значи само што ќе го почнеме третиот месец од оваа година, а тоа е практично почетокот на овој бул маркет, односно за алткоините, алткоин сезона, каде што допрва треба да добиеме последно движење на биткоин нагоре и излегување надвор од оваа пета база на параболата, каде што ние се наоѓаме моментално на четвртата база. Значи, повеќе од јасно е дека очекуваме уште едно скалило нагоре и повеќе од јасно е дека очекуваме дека потенцијално има голема шанса ова да се повтори, стагнацијата на алткоините да се претвори во бул маркет за алткоините, односно алткоин сезона, во овој преостанат дел од годината. Дали тоа ќе се случи или не останува да видиме, но во секој случај верувам дека големи шанси има тоа да се случи. Знаете, сами ние многу пати сме зборувале, се случило или не, ние остануваме во алткоините, ние остануваме во крипто светот. Само прашање на време кога се тоа ќе се исплати и уште еднаш досега многу пати сме покажале дека алткоините со нивната огромна волатилност и мали маркет капови, ако имаат соодветна фундаментална и техничка анализа, односно вистина имаат технологија позади себе си и имаат добра техничка анализа, имаат многу поголем потенцијал од биткоин и тоа го покажавме дури и до сега, без алткоин сезона, со голем дел од проектите кои што моментално ги имаме, а направиле солиден раст многу подобар од оној на биткоин, а се уште не сме имале алткоин сезона. Да, ризикот и понатаму останува, но welcome bro. All good? Свесни што овој ризик значи за нашето портфолио. Се надевам уживавте, нема да должам премногу. Се гледаме од утре во новата недела Алткоин недела. Ве благодарам и се гледаме во следното видео. Поздрав од Крипто Гемиџија.